Огромно животни искушенија и напиша животот на 28 годишната Анита Имљаков од Берово, која веќе 3 години живее во Швајцарија. Товарот беше претежок и ретко кој може да го изнесе, но Анита со Божи благослов успеа. Ние бевме се уште доле во Македонија кога ни почина првото бебенце. Тоа беше 2020 година во октомври. И до некаде знаевме дека може да се случи това заради това што во текот на бременоста ни кажаа дека бебето има проблем со срцето и треба да му се прават неколку големи операции за да може да продолжи да живее. И од таа причина се породих и во Систина, за да може право добар медицински тим да го преземе бебето, за да може се добро да се направи. Ама ипак не издржа. На самиот ден на операцијата бебенцето почина на 8 дена после пораѓајот. Това беше 13 октомври 2020 година. После тоа дојдовме овде во Швајцарија од причина што многу ни беше тешко и на мене и на сопругот таму. Се не подсекеше на бебето и едноставно решиме некако да завртиме нова страница во животот, да почнеме некој нов начин за живот, за да можеме да застанеме на нозе повторно како што бееме пред това. Малку потоа лекарите Анита ја шокираа соопштувајќи ја најлошата можна вест. Првата диагноза ја добив на 5 октомври 2022 година. Значи пред тоа бев 2 недели во болница и ми правеа баш многу испитувања од биопсија на црн дроб до биопсија на панкреас, магнетни резонанци, пет скен, компјутерски томографи, прегледи на срце. Не знам јас уште колку многу прегледи ми направија за да ја утврдат точната диагноза. Пошто првично докторите овде мислеаше дека имам цироза на црниот дроб, па на крајот се воспостави дека не е цироза, дека тоа биле метастази. И тоа беше 2 недели откако наполнив 27 години. Што беше првото кое на Анита и помина низ глава? Се сеќава ли на лекарскиот поглед и на колку парчиња се скрши во тој момент? Чувството... Значи, во тие моменти не бев свесна што ми се случува и едноставно не бев свесна дека имам најтешката болест, дека животот ми на некој начин виси на конец. Мислев дека цел свет ми се сруши во тај момент. Јас бев полна со живот, имав многу амбиции, сакав овде да продолжам да се школувам и тоа како медицинска сестра, ама баш се случи спротивното. Но од некаде дојде многу силна верба која може според неа да ја испрати само Бог. Тоа првично мене ме водеше напред. Таму вербата во Бог ми даваше сила да можам да продолжам напред. Мислам дека ништо друго толку не ме влечеше напред како вербата во Бог. Уште од првиот момент кога ми кажаа дека имам тумор и дека имам само 8 шанси просто да преживеам, си реков како е Господ, никој друг не е. Јас знам дека Господ ќе ми помогне и Господ не ме остави само во тие моменти. Лекувањето, кое траеше безмалку 2 години, опфати 8 хемотерапии. Дали секогаш вербата беше голема? Па вака, после првата хемотерапија, мене ми беше многу тешко, имав доста болки. Дури имаше моменти кога веќе си дојдов дома после хемотерапијата, каде што се заклучува во вецето, за да не ме гледаат сопругот, мајка ми и овде беше исто на сопругот татко му, за да може да ме вози на хемотерапии, бидејќи јас не бев способна ни да возам ни ништо. И во тие моменти се заклучува во веце за да не ме гледаат како едноставно се кинам од болка. Толку многу што болеше. Но после втората хемотерапија веќе беше малце подруго, ми се врати енергијата, ми се врати силата, јас не бев 100% способна за работа, но сепак малце почнав да функционирам како пред тоа што бев. Иако ми требаше уште многу време за да се вратам на истото темпо како што бев пред тоа,
И се уште мислам дека не се чувствувам баш онако силна како да се разболам. Али веќе сум добра, фала Бог, добра сум. Во долгиот период на борба за живот, Анита имаше и неверојатна подршка од своите. Значи, на сите им беше тешко, дека баш јас на 27 години треба да го поминам сето тоа. Ама од сите имав преголема подршка и сите се молеа за мене. Едноставно знаевме дека не е баш едноставно тоа на мене што ми се случува, дека е доста комплицирана состојба, но ни во еден момент ниеден не се откажа да каже толку е, она не може повеќе да издржи. Значи, подршката беше преголема од сите, и од страна на мојата фамилија, и од фамилијата на сопругот, сите ме бодреа. Баш сите ми даваа и сила, и енергија, и волја, и совети, и сите психички ме поддржаа да го поминам целиот овој тежок процес. И кога човек ќе го надживее најтешкото, по обичај стигнува награда и тоа не било каква, туку најголемата. Па 10 месеци помина откако ја примав последната хемотерапија и откако ми кажаа дека веќе туморот е исчистен, дека метастазите се исчистени, и на сам ден пред бадник направив тест за бременост и излезе дека е позитивен. Што това не можеме, не ни се веруваше дека едноставно се случува, заради това што сите знаеме дека после хемотерапиите малце е помала веројатноста за жената да остане трудна, но кај нас баш противното се случи. Анита знае дека борбата трае, но сила во неа сега има уште повеќе. Едно дете син изгуби, а сега во животот и доаѓа ќерка. Па и кога дознав дека ја имам она тешката болест, едноставната и најголемата причина да се борам беше тоа да се остварам еден ден како мајка. Бидејќи јас и сопругот многу сакаме деца и тоа ни беше најголемата борба. За само 3 години, оваа млада жена од Берово помина пат кој тешко може да се замисли дека ќе биде изоден. Но тоа се случи и таа порачува. Толку за 3 години ми се случија сите овие работи и дури некогаш самата си велам како имав јас толку многу сила сето тоа да го издржам. Бидејќи мислам дека многу луѓе после првата пречка се откажуваат и немаат волја за живот. Ама сепак на 27 години јас толку цврсто застанав на нозе и се борев, многу се борев за да можам да останам барем уште малце време на овој свет, да останам со моите најсакани. Па фала Богу, сега уште 2 месеци ќе дадам и нов живот. Пред се треба да веруваме во самите себе, да веруваме во Господ, тој ни ја дава најголемата сила, и да веруваме на докторите. Мене докторите, кога почнав да се лекувам, ми кажаа дека имам само 8 шанси просто да преживеам, дека они ќе направат се што е во нивни раце, а другото е во раците на Господ. И така и биде. Јас кога останав трудна, бев кај мојот онколог овде и таа ми кажа дека стварно тестот е позитивен и ми кажа па ти си медицинско и Божјо чудо. Што значи чуда постојат. Само треба да имаме голема верба, голема волја за живот и пред се да не пагаме психички. Бидејќи за да можеме да се излечиме, треба да сме многу психички силни и цврсти. Бидејќи оваа болест пред се мислам дека најмногу доаѓа од стресови и нервози, баш поради тоа. Јас го поминав сето овој дел кога ми почина првото детенце и кога баш онака малце се средив, се смирих психички и почнав да работам. Кога телото ми се ослободи, тогаш ми почнаа првите симптоми за болеста. Но сепак вербата во Господ, поддршката од најблиските и вербата во докторите треба да ја имаме на највисоко ниво.